Вестите кога функционери партиски, политички, се вплеткуваат во мрежи на корупција, клиентелизам, непотизам, ја злоупотребуваат својата функција, јавните пари и јавниот интерес, се секојдневие и нашите граѓани некако се навикнаа на тоа. Но што кога во истиве шеми се вплеткани оние кои што треба да ги штитат? Судии, обвинители, народни правобранители. Како тогаш да се верува во правдата? Вечерва на оваа тема разговараме со нашиот специјален гостин Јован Андоновски, а имаме и други интересни соговорници. Останете со нас. Наместо нула корупција, на нула се сведува напредокот против оваа девијантна појава во земјава. И граѓаните се свесни за ова. Тоа го покажуваат последните анкети за испитување на јавното мислење, според кои корупцијата е број 1 најголем проблем во земјава, дури и пред економските предизвици како што се сиромаштијата или високите цени. Од тука и големите очекувања на јавноста од новите власти, ова да биде највисок приоритет во следниот мандат. Но во очекување на формирање на новата извршна власт и владина програма со конкретни чекори, додека граѓаните сведочат на партиски преговори за распределба на функции, а отсуствува дебата за стручност и компетентност на потенцијалните нови министри или директори, за очекуваниот напредок во борбата против корупцијата, разговаравме со експерт со долгогодишно искуство на ова поле, поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција, Билјана Ивановска. Таквиот пристап ја гуши надежта. Мене ми е многу жал што не се успеа наназад 5-6 години да се донесе законот за висока раководна структура, за именување на раководни позиции, директори и така натаму, нели носители на јавни функции, да бидат избрани на јавен конкурс во зависност од нивните компетенции, заслуги и така натаму. Поделбата на министерствата и ова е класично пазарење, мислам не води до никаде. Барем да има некакви правила и некаква пропорција во однос на добиените мандати во собранието. За толку мандати се добива едно министерско место, 2 и така натаму. Тие не излегуваат со предлози, ние имаме најдобар експерт во оваа област, дајте ни ја областа поради тоа и тоа. Не. Тие гледаат искуството до сега што ми покажало, сега ќе видиме да не ги однапред да не кажуваме, меѓутоа искуството до сега кажува дека се борат за влијание. И тоа е најстрашното. Значи се држи влијание каде што има допир на приватниот и државниот сектор, каде што може нешто да се искористи за себе или за друг, односно за лична корист, а на штета на јавниот интерес. И тоа не е добро. Значи, треба да се подчитува мерит системот, бидејќи само професионалците може да извадат оваа држава од кал. Но нивото на корупција во земјава што го мери Transparency International преку индексот за перцепција на корупцијата, варира во рамките на статистичка грешка веќе една деценија, од 43 поени во 2012 година до 42 поени лани. А секој резултат под 50 е исклучително лош и важи за сериозно ниво на корупција. И токму во период кога Ивановска беше на чело на Државната комисија за спречување на корупција, сведочевме на загрижувачки пораки од меѓународната заедница дека има епидемија на корупција во оваа земја. Ја прашавме Ивановска каде потврли борбата и како го оценува сопствениот придонес во неа. Станува збор за институција со превентивна улога, институција која што изфрли огромен број на иницијативи за кривично гонење, некаде околу 60 на иницијативи за одговорност. Исто така, единствено сега последно што излезе обвинителска одлука за ваучерите. Значи, предходно, знаете и сами дека немаш. Замислете да се испочитуваа нашите иницијативи, да им се дадеше должно внимание, ќе се сменеше и климата во државата, инаку секој во својот дел си потфрлаше и во органите за спроведување на законите, тука се од обвинителство, од полиција и така натаму, да не ги набројувам сите. Значи, секој во својот дел има потфрлено, за да се создаде таква перцепција. Тие се тестираат неколку индикатори, неколку фактори, го тестираат фактички мислење дава и приватниот сектор за какви се состојбите и тоа е општата оценка. Знаете, не може една институција да ја извади цела држава, нели? Но мислам дека ако нема заеднички интереси, заедничка борба, ако луѓето не сватат дека заедничка цел е борбата против корупцијата, дека тоа е товар кој што им тежи на сите, анкетите покажуваат дека луѓето се свесни за тоа, мислам дека нема друг излез. Само тоа. Значи секој има можност, секој граѓанин има можност да пружи отпор на корупцијата.
Ивановска додава дека Комисијата за спречување корупција направила и национална стратегија што ги опфатила најризичните сектори и фактори што генерираат корупција и акциски план со над 200 конкретни активности за надминување на овој проблем. За жал, 3 години поред правевме извештај за спроведување на активностите, кои што покажа дека во првата година имавме 20% исполнителност на активностите, во втората 10% и во третата 14%. Ово укажува дека институциите, баш токму тие кои што требаше да ги спроведат активностите, потврлија поради отсуство на континуитет, промена на министри, промена на политички партнери во коалициите и така натаму, а пред се поради отсуство на стручна администрација. Знаете дека нашиот најгорлив проблем е вработување по партиски притисоци, непотизам, кронизам, клиентелизам. Тоа се многу присутни појави кои што придонесуваат да нема континуитет и стручност во голем дел од секторите во државната управа. И тука паднавме на испит како држава, се покажа дека силното политичко влијание доминира, многу доминира, се изразува преку различни форми, преку злоупотреба на дискрециони овластувања, преку создавање перцепција дека политичкото влијание е појако и од законите. И дека само преку политичко влијание може да се решат одредени проблеми во општеството. Ако на тоа се надоврзе и неказнивоста, јасно ви е до кај сме со борбата против корупцијата. Јасно е дека клучен фактор за позначително намалување на корупцијата е да има политичка волја за тоа. Но Ивановска вели дека свеста на граѓаните, која очигледно е висока за овој проблем, може да изврши притисок за подобар резултат. Освен тоа, таа наведува уште неколку клучни начини што може да ја намала од корупцијата. Има надеж, јас пак ја кажам, се е до рацете на граѓаните. Заради тоа што, иако политичката волја е на ова ниво кое што е, граѓаните се тие кои што треба да направат притисок, таа волја да се менува. Секако дека може да се работи за борба против корупција, доколку се намалат оние фактори кои што придонесуваат во борбата против корупцијата. Тука ќе спомнам, заеднички именител на сите е интегритетот. Значи во сите делови прво и основно е дали оние кои што се носители на власта, но и сите службеници, но и граѓани, на кое ниво е нивниот интегритет. Неказнивост, значи функционирање на правосудниот систем, знаеме оценките веќе дојдоа до дно. Понатамо недоволна транспарентност, нецелосна дигитализација, се почнати и недовршени процеси на дигитализација кои што врзуваат многу пари, а не даваат очекувани резултати. Значи кога се ова би се надминало, односно би се имало желба, свест и волја кај луѓето да се надмине, тука е борбата. Од досегашното искуство ја прашавме Ивановска каде треба да бидат вперени сите очи на институциите кога е во прашање корупцијата. Одговорот е поразителен. Нема пора во општеството каде што нема корупција. Нема пора. По дефиниција, корупцијата е во власта. Зошто? Затоа што таа располага со државниот имот и носи одлуки како тој да се користи, односно да се злоупотребува, односно има тука постои ризикот од злоупотреба. Тоа е високата корупција. Меѓутоа имате вие на сите нивоа. Имате вие корупција и во ниските ешалони, за класично завршување работа на шалтери, па сега со пасошите што не слушнавме дека постои како корупција, дека едно сликање 1500 денари, пример. Ако сакате побрзо да ве сликаат, ќе си платите 1500 денари. И дури луѓето викаат, каде е, кој е тој, јас сакам да одам да се сликам. Кај го има тоа? Никаде го нема. Сакам да кажам дека нема каде што нема. Сега, ако правосудниот сектор работи како што треба, односно постои казнивост, веднаш ќе има на тој таз ќе има ставено кантарче кое што ќе ги ограничува другите движења во општеството, односно ќе доделува казни, луѓето ќе речат не ми се исплати мене да се мешам у корупција, бидејќи ќе добијам казна ваква. Со неказнивост луѓето сметаат дека корупцијата е исплатлива работа, што значи дека тој сектор е многу важен да функционира онака како што треба. Инаку тука се редат сите сектори кои што се ставени во националната стратегија имаат ризици од висока корупција. Почнете од образование, од
овие што и рековме органите за спроведување на законите, МВР, царина, управа за јавни приходи, значи секаде каде што има допир граѓанинот со државните органи, секаде. Доделување концесии, договори, јавни набавки, вработување. Најголем број предмети од ДКСК дојдоа на тема вработување. Значи ги ставаат луѓето во тешка позиција, во заложничка позиција, демек еве ти давам работа, ма пази ти сега што ќе правиш? Тоа се партиските вработувања. Тоа се огласите за вработување пред изборите, па ставање во мирување, па потоа се продолжува. Значи безброј има примери каде што има ризици од корупција. Безброј. Нема пора во државата кај што нема корупција. Треба темелно чистење на корупцијата, односно чистење на умот, затоа што корупцијата е состојба на умот. Господин Андоновски, благодарам што сте дел од Агенда 35. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Јас ви ветив еден поширок концепт за ова интервју, малку да поразговараме за правдата, за тоа што таа треба да значи, но да почнеме прво со она што се случува во вашата институција. Веста дека поранешниот народен правобранител бил вплеткан во шемите за кои што зборував во најавата, одекна во јавноста, иако и претходно имаше некои скандали, интересни сознанија за поврзани со начинот на неговата работа, но сепак ова дојде во време кога довербата во правдата и онака е многу нарушена. Многумина вие бевте гласен за оваа афера, давате интервјуа, тука сте во јавноста присутен, некои ви забележаа дека зошто претходно не сте поентирали или не сте посочиле на ваквите злоупотреби, но ние кои што ја следиме и вашата работа и самата институција знаеме дека ова не е од вчера и дека вакви случаи имаше и претходно. Што се случува во канцеларијата на народниот правобранител? Па добро, видете, ќе се водам од правната максима никој не е виновен додека не се докаже спротивното, затоа што сметам дека би било честно и коректно секој без оглед на својата општествена положба да има можност пред правосудните органи да си ја докаже својата невиност. Дали и што ќе се докаже останува на јавното обвинителство и на судот да констатира. Инаку не можам да се согласам со тој коментар. Дали не сум говорил на оваа тема и во минатото, уште пред повеќе години, веројатно 4-5 години, ја имам и известено и јавноста за одредени состојби. Мислам дека амбасадите, ако не се лажам. Точно, и амбасадите беа известени, после кое што се создаде одредена општествена клима, па се коригираше односот на тогашниот народен правобранител Иџет Мемети. Колку што ми е познато, и антикорупцијска комисија за господин Мемети има водено одредени постапки. Не располагам со информација по однос на тоа каков бил текот или исходот од тие постапки, тоа може би најдобро ќе треба да одговори антикорупцијската комисија. Неофицијално имало и други некои предистражни дејствија во јавното обвинителство низ минатиот период, меѓутоа чаршиски се говори дека постапувањето на должност член на Советот на јавни обвинители, овие постапки биле пригушени. Можеме да предпоставиме кој бил начинот за тоа да се случи. Би спекулирал само по однос на тоа, меѓутоа тоа сепак нешто времето ќе треба да Ајде да не спекулираме, мене ме интересира начинот на кој што еве вие сте работеле долги години со него, колку тоа влијаело, неговиот профил влијаел врз квалитетот на услуги што граѓаните ги добивале, заштитата која што граѓаните ја добивале од канцеларијата. Па има влијаено затоа што доколку добро се присетам, значи на временскиот период кога нашите односи беа спротиставени, најголем дел од вработените во институцијата народен правобранител застанаа целосно на моја страна. И сум им навистина искрено благодарен за таквиот однос. Зошто не заради тоа што застанаа позади мене како заменик народен правобранител, туку застанаа на страната на вистината. Од негова страна во тоа време беше побарано да действувам спротивно на моите убедувања и спротивно на правните прописи, нешто што не го прифатив, обстанав на таа позиција и можам да кажам дека за конкретниот случај во кој што трпев притисок и закани од страна. Тоа е за тој министер кој што го споменавте неодамна, така? Да,
Значи станува За збор кој министер за станува збор? министер во претходната влада, сепак не би открила затоа што не сум сигурен дали целата постапка е завршена. Да. Беше побарано од мене да го променам речникот, односно да го избришам зборот противзаконски постапува. Но знам дека со Дали само мала интервенција, дали за истиот министер има и други? не би знаел да Не одговорам. знам. Не би знаел да одговорам. Значи Зборувате за вашиот конкретен. конкретен случај, значи бараше да тогашниот народен правобранител да извршам корекција на еден документ, нешто што не го прифати, значи го одбив. Кој Исто термин би- го предложи наместо? Вака, Имаше јас ли- му предложив на тогашниот правобранител да го земе предметот да го работи и нека напише што мисли дека треба, со тоа што јас нема да го оставам тоа така. Нормално не прифати такво тество, очекуваше дека јас ќе го спроведам неговото. Значи да го заложите собствениот интегритет, Да, нешто вашето што име. не би го направил, значи ни под разно, без оглед дали тогаш бил ме мети, денеска е нас разеверили, каде и да сум, на кое работно место, принципиелно, оние што ме познаваат, знаат дека не потпаѓам под такви притисоци. Од кога одбив, настана таа голгота, мои проблеми, значи обид да ми се одземат законските надлежности, после што нели јавно реагирав и спласна таа бура затоа што не очекуваше господин Мети дека ќе најде на таков одбор. Особено па и на поддршка од колегите, како што И на поддршка од Веројатно колегите, и тоа. да, и тоа мислам дека дополнително влијаеше и фактот што низа медиуми редовно известуваа за таа состојба. Но имаше исто така и реакции од меѓународната заедница. Дали жалам по однос на тоа како сум постапил? Не, исто би постапил и сега. И одговорно стојам на тоа дека се уште во државата постојат и во правосудниот сектор луѓе кои што имаат интегритет, кои што лично ги познаваме, меѓутоа треба да им се даде реална можност и шанса да го сработат она кое што го работат. Со помош на тој документ кој што беше изработен од моја страна, даден на странките во нашето предметно постапување, странките успеа преку судски пат да докажат дека е направена известна злоупотреба и да ги добијат судските случаи. што не би било резултат доколку вие сте послушале наредба од вашиот претпоставен во тој период. Токму така, Зашто е важен интегритетот ми е поентата. Да, значи доколку прифатев такво нешто, ќе бев соучесник во една валкана игра, нешто што не го прифатив и немаше исходот од таа постапка да биде таков и нели верувам дека има бројни случаи каде што граѓаните се оштетени на овој начин. Вие споменавте дека се уште има луѓе, здрави луѓе, такива острови на интегритет, нисите институции, но тешко е да се верува во тоа, кога оние кои што се на врвот, оние кои што се на раководни позиции, гледаме во какви скандали се вклучени. Како, вие велите и самиот дека овие луѓе добри и здрави не се доволно не им се дава простор, како да ги реинтегрираме? Дали треба самите да бидат погласни? Значи, вашиот пример, вие сте имале поддршка од вашите колеги, но не гледаме дека сите се подготвени и јавно да излезат со својот став, да посочат на одредени аномалии. За сите институции зборувам генерално. Видете, одговорноста е лична. Значи, дали треба да се колективизираат поединци за да действуваат, мислам дека нема потреба и тука ќе се повикам на една мудрост уште од античкото време, каде што Сократ, односно Платон, има кажано дека казната за мојата одлука да бидам пасивен во општествените случувања е тоа што им дава можност на понеспособните да управуваат со нас. Доколку сите молчиме и бидеме пасивни, не сакаме да промениме нешто, тогаш немаме ни право да повикуваме на одговорност, односно немаме право да реагираме за тоа што состојбата е таква како што е. Доколку во секоја институција се најде барем по еден човек кој што би бил одговорен и професионален, а такви ги има како што кажавме, и тие бидат гласни, тогаш верувам дека секојдневието на одговорните лица во институцијата ќе го направиме малку поразлично од она што до сега сме навикнале да биде. Споменав и во најавата дека особено тешко паѓа и за довербата на граѓаните, и за целокупната општествена атмосфера, кога гледаме луѓе кои што треба да го штитат јавниот интерес, а тие самите се вплеткани во некакви злоупотреби. Зошто мислите дека токму во
оваа област, правосудство, еве и во вашата професија, како тука луѓето со интегритет потпаѓаат под притисоци, под тие искушенија да се влезе во тие шеми? Дали се секогаш само парите или има тука трговија со влијание, услуги? Па веројатно комбинација од повеќе фактори е што е паричен интерес, што е влијание со интереси, со моќ и така натаму. Знаете, со процесот на демократизација на општеството требаше да се случи да државата, односно демократијата, возможи државните институции да дишат со полн капацитет. Во таа смисла се овозможи веќе повеќе од 15 на години да постои еден вид на саморегулација во правосудниот сектор, каде што лицата од правосудниот сектор, примерно обвинителството или од судството, сами ги бираат одговорните, односно раководните лица на своите тела, сами одлучуваат за тоа кој ќе ги представува во соодветниот совет, дали советот на јавни обвинители, на Републичкиот судски совет. Секако тука треба да се земе предвид и фактот дека и други државни институции кои што имаат одредени надлежности предлагаат членови на овие тела. Но што се случи и покрај тоа што беше дадена таква можност, очигледно е дека таа саморегулација не ги даде посакуваните резултати и веќе мислам дека правосудниот сектор е доведен во една фаза каде што проблемот е толку длабоко метастазиран, што редовна терапија, антибиотска или било каква терапија, нема веќе да ги даде посакуваните резултати. Со медицински речник ќе треба веројатно или да се премине на поагресивно лекување или пак на хируршко отстранување на заболените клетки, така да се изразиме со медицински речник. И веќе ме радува фактот што една идеја која што пред повеќе од 2 години ја имам разработувано и објавено, а тоа е за ветингот во правосудниот сектор, кој што мислам дека дојде на време да се прошири на секаде во општеството и во јавната администрација и во политиката. Мора да се спроведе. Што ќе значи тоа? Тоа ќе значи financial forensic audit, односно финансиска проверка на потеклото на имотот на пошироките семејства на луѓето што се вклучени во правосудниот сектор, кои што доколку не можат да го докажат потеклото на својот имот, би се воделе соодветни постапки, а со тоа што за да биде фер и правичен тој модел, мојата замисла полага на еден принцип, а тоа е да им се понуди фискална амнестија на сите кои што доброволно ќе ја напуштат служба. При тоа да добијат во одреден временски период забрана за да се занимаваат со таа професија, односно дејност, за да не би можеле да влијаат на понатамошните случувања во тој сектор. Оваа замисла беше, како што кажавте, пред 2 години, нели Европската унија реагираше малку, имајќи го предвид искуството на Албанија, кое што беше не беше добро. Поентата ми е, да, држи логика и имате тука здраво расудување дека можеби требаат поагресивни мерки, но кој би го спровел тој ветинг? Како довербата дека навистина ќе биде? Токму така, значи водени од тоа искуство кое што беше во Албанија, каде што за жал во одреден степен се случи и политизација на тој процес. За да се заштитиме од такво нешто, пожелно би било да во таа постапка се вклучат, односно доминантна улога да имаат експерти од меѓународната заедница, пред се тука мислам на Европската комисија и други сродни организации, како што се Советот на Европа, ОПСЕ, така натаму, па и од стратешките партнери, како Соединетите американски држави. Зошто го велам ова? Затоа што видовте кога се случи таа посериозна криза во Републичкиот судски совет, веднаш повикавме помош и таа помош дојде преку Европската комисија, односно преку независни експерти на Европската комисија, каде што не можеше никој екстерен фактор да влијае на таа постапка. Подготвија извештај кој што беше Подготвија извештај кој што е реален, објективен и каде што немаше простор за маневар или за импровизација. Значи тоа е искуство кај нас, за жал можеби помалку посекувано, меѓутоа дава плодни резултати. Сметам дека доколку се спроведува ветинг, треба да се отиде на некој таков модел каде што представници на меѓународни организации би го спровеле тој ветинг. Многу е поразително кога нема општеството капацитет, еве за саморегулација, кога ние мораме од надвор арбитри да. Па видете, можеби сами придонесуваме за таквата состојба, зошто? Затоа што молчи правосудството, молчат луѓето што се занимаваат со таа дејност.
Тие кои што не молчат гледаме како завршуваат, например, обвинителката Линча Ристоска која. Да, еден еклатантен пример за, би рекол, дискриминација, да. кој што, нели, поради сплет на лични околности, да не може да биде напредена, при тоа да не се земе предвид фактот за незината стручност и професионалност, сметам дека е абсурдна ситуација. Понатаму, придонесуваме на тој начин што и академската јавност молчи на истава тема. Ние ги занемеруваме и објективните слушувања кои што ги имаме во академската јавност, а тоа е дека енормно е намален интересот кај младите за студирање на правни студии, па така на годишно ниво на државните универзитети во Република Македонија ние немаме ниту 300 студенти кои што студираат на правни студии, што е, сметам дека е поразително, затоа што ако се земе предвид тука и одливот на кадар, кој што не се случува за време на студиите или по завршувањето на студиите, ако се земе предвид фактот дека добар дел од тие студенти не ги завршуваат студиите, ние ќе се доведеме во ситуација за да 10 години од сега немаме доволно кадар кој ќе работи во администрација, кој ќе работи во правосудниот сектор. Тоа ќе биде наистина сериозен проблем. Значи тука имаме еден, така како што кажав, хроничен проблем кој што веќе не може да се лекува со општа терапија. Тука би додал и фактот дека намалената доверба, онаа рекордно ниска доверба, која што шпекулативно доаѓа и до 2-3% Што е на јавноста, рап на маргини на што веројатно статистичка е грешка. да, значи навистина треба да го поттикне општеството и главните чинители да сериозно се замислат за тоа до кога ова состојба можеме да ја толерираме. Една од причините зашто и младите луѓе исто така се заминуваат, тоа е принципот на правна недоверба. Видете, во мој раце во последниве година дена има доедено низа пресуди кои што би рекол дека се скандалозни, кои што би искористил оваа можност да споделам со јавноста. Например, Врховниот суд неодамна има донесено пресуда во која што одзема приватна собственост, која што не е стегната по пат на кривично дело, и замислете ја доделува на Агенцијата за управување со општествен имот, која што не постои од 2006 година. Што се случува де факто со имотов? Кој го менаџира? Запишан е во Агенцијата за катастар на Република Македонија и експресно е распродат. Што исто така значи создава сомнеш кому, да. за коруптивно дејствување. Понатаму имате случај каде што Не, тоа ми беше прашање, не извинувам, констатација. Дали знаеме кому е продаден? Па да, меѓутоа сепак не би Да не откриваме да, детали. понос на Ќе деталите истражиме. од тоа, да. Понатаму имате случај каде што лице кое што му е повредено правото на собственост, узурпиран дел од имотот, пробиен пат, срушена ограда, судот го ослободува тужениот, кој што евидентно и корисник на тој пат, затоа што лицето не управувало со багерот што го пробило пат. И мноштво на вакви случаи, кои што кога ќе ги видите, ве доведуваат во ситуација на тоа да се срамите од поединци во професијата, и најеклатантен пример кој што ви сакал исто така да го споделам, а тоа е каде што веден граѓански спор помеѓу два субјекти, судија, кој што мислам дека и во меѓувреме беше напреден, има донесена пресуда во која што се повикува на решение на Уставен суд на Србија со образложение дека постои сличност помеѓу правните системи на двете држави. 30 и нешто години после независност. Во нормални држави, значи би следала експресна реакција од страна на судскиот суд. Да. За жал, Кога зборуваме за кај саморегулација. нас не само што нема таков ишод, туку имаме случаи каде што поединци од И се напредени Се на крај. напредени. Да. Последното прашање ми е, еве, на некаков начин почна истрагата, се уште рековте и сам ќе оставиме органите да истражат што се случувало, како се случувало, до кој степен била злоупотребена позицијата на вашиот претходен предпоставен, но веројатно имате одреден степен на лична сатисфакција со она, нели? Ви реков за тоа што
пред неколку години сте алармирала, но колку сето ова што го предлагате, зашто во разговоров нудевме решенија, може да биде реализирано без вистинска политичка воља од самите политички партии, како сепак едни основни клетки на системот кај нас. Не гледам дека во партиите има свест да го променат натрешниот клиентелистички систем на менаџирање. Свест има, желба нема. Свесни сме сите за тоа што се проблеми. Да, Желбата веројатно не- тоа е Не терминот, да. присуствува. Не се само залажуваат дека се Да. демократски. Желбата не може да се препознае. Знаете дека претходно имаше неколку обиди за реформа на правосудниот сектор, меѓутоа за жал немаше некој конкретен исход. Она што е добра вест во целата ситуација е дека и Европската Унија стана свесна за тоа дека на Западен Балкан еден од најсериозните проблеми е владењето на правото и од оваа година започнува со изработка на специјализиран извештај покрај годишниот извештај за државата само за состојбите во владењето на право. Првата година извештајот ќе се однесува само како скенирање на фактичката состојба, а веќе од наредната, верувам дека 2025 година, тој извештај ќе содржи и конкретни бенчмаркс, значи конкретни обврски за секоја една држава од Западниот Балкан, вклучително и за Македонија, каде што државата ќе биде обврзана да ги спроведе овие обврски. Што значи тоа? Дека конечно, кога ние самите, барајќи секакви изговори по однос на забавената ЕУ интеграција, најчесто поради споровите со соседите, бараме изговор зашто не ги спроведуваме домашните задачи. Ништо нас не спречува како општество да ја сработиме нашата домашна обврска, да ги спроведеме тие реформи. Овој извештај верувам дека ќе ги принуди властите, без оглед кој ќе ја практикува власта, пошто оваа вежба верувам дека ќе се повторува подолг временски период, ќе не натера да бидеме поефикасни во делот на подобрување на состојбите со владењето на правото. И второто нешто кое што е поврзано со политичката волја, тоа е фактот дека сме сведоци во минатите години неретко се градеше силна личност која што ќе ја води институцијата наместо да градиме силна институција. Додека не сватиме дека градењето на силни институции зависи од личноста и од вработините, меѓутоа да биде оставштина за идните генерации, тогаш ние нема да напредуваме. Зошто? Затоа што силен лидер на институција не може да се поистовети со силна институција. Така, утре ќе го нема, пропаѓа институцијата. Ви благодарам многу за разговорот, ќе биде интересно да се следи и промената, и веќе имаме нова власт, нов министр за правда, така што ќе видиме што ќе се случува, но особено овој извештај што го споменавте, тука веројатно ќе има и некаква динамика. Благодарам уште еднаш за интервјуто. Благодарам за разговорот истото.